Ева на нас повторно, другари, и ние сега ќе започнеме со нашиот следен час. Добре ни дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Јас сум Александра, наставничка во 5-то оделение во Општинското училиште Аврам Писевски во село Бардовци. Одлично. Денес вие сте од истото училиште. Од истото училиште, да, идеме 3-то, 4-то, стигнавме до 5-то. 5-то оделение веќе повозрасни, повеќе знаат, сами истражуваат, сами работат. Денес ќе истражуваме, ќе повторуваме за нашата татковина. Која е нашата татковина? Република Северна Македонија. Токму така. И секако имаме цел на часот, учениците да ги утврдат символите на Република Северна Македонија, знаме грб химна, да развиваат чувства кон природата, почит кон историското наследство, традиција. Сега, тука имаме сликички, малце како игра за опуштање на учениците, мало подсетување на се што е сработено до сега. Значи, секое прашање има по една сликичка. Добро. Дали ќе се обидете вие или јас? Па ќе се обидем. Почнеме од второто прашање. Може? Ајде. Ајде. Каде се наоѓа нашата татковина? Марија? Која сликичка ќе ја поврземе со ова? Ајде, Марија, да видиме, ти си Наша одлична. Географски татковина. каде Значи се со наоѓа? сликите? Да. Ова? Токму така. Каде се наоѓа? На Во Европа, на на Балканскиот Балканскиот полуостров, тука токму некаде. така, да. А оваа сликичка, со кое прашање ќе ја Со поврземе? кои се нашите соседи? Токму така. Кои се нашите соседи? Србија, Бугарија, Грција, Албанија и и Косово. Да. Така е. И Лука? Кои се државни символи на Република Северна Македонија? Химната, знамето и грбот. Дали можеме нешто да кажеме за знамето, за химната, за грбот? Па за грбот, мене најинтересен беше кога го учев на времето. Да. Бидејќи од страна имаше некој афион има, кој што е Афион, Да, познат за кој е нашиот крај. карактеристичен за нашата Да, татковина. го има сонцето, затоа што сме сончева држава и ми се свиѓа дизајнот, ми се свиѓа дека има планина, бидејќи ние Делови сме од нашата традиција, комбинација, фолклорот. да. Оп, отидов на следно. No. Нема потреба. Отида и Ајде ќе го извртиме. Да. Ајде изврте. А можеме да кажеме и нешто за химната. И за Која компонираше нашата химна? Тодор Скаловски, нашиот познат македонски композитор. Химната И знамето се разбира е во црвена и во жолта боја. Жолта Мислам боја, дека да. тоа добро го знаеме. А што е татковина? Тоа беше првото прашање. Татковина е наследство, а истовремено и состојба на поседување на земја, територија, духовни вредности и содржини кои ја сочинуваат културата на еден народ. А нашата татковина е Република Северна Македонија. Така е? Денес повеќе ќе зборуваме за културното наследство на тлото на Република Северна Македонија. Значи, Македонија има богато културно-историско минато. Секоја населба, секој град се гордее со своето минато. Луѓето со големо задоволство и интерес ги почитуваат остатоците од минатото. Пронајдени се многу археолошки пронаоѓалишта и остатоци од стари градби, цркви, манастири, џами и фрески. Тие зборуваат за големото културно наследство на Република Северна Македонија. Да. И ден денес археолозите напорно работат да откријат многу нови градби, цркви, манастири. Така е, така. Ние сега ќе навлеземе во тоа. Кои гранки, кои дејности, кои остатоци од минатото и како го откриваме културното наследство. Тука имаме еден шематски приказ. Го делиме на 4 подгрупи. Стари градби, архитектура, манастири, цркви, археолошки наоѓалишта, фреско сликарство, иконописи и копаничарство. Да. Точно. Ќе почнеме од старите градби и архитектура. Значи, Таа архитектура. Јас ја избрав ова слика од учебникот, а има многу слики, но тоа е задача за домашна. Дали знаеме каде се наоѓаат вакви куќи и за која архитектура говори оваа слика? Ова се наоѓа во Охрид. Ова е во старата Ова е Охридска куќата на Роберци. чаршија.
Токму Куќата така на Робевци, куќата да. на Ние кога Робевци. одевме на екскурзии секогаш ни ја покажува: "Еј, луѓе, ова е куќата на Робевци." И така сум запамтил. Задолжителна посета на куќата Да. Да на влегувам во Охрид Робевци на прво секоја куќата на екскурзија. Робевци. Така е. Бела фасада, дрвени прозори. Манастири, цркви и џами. Тука имаме две слики. Јас можам да кажам мојот фаворит или омилен манастир, Свети Јован Бигорски Да. и Прекрасно. Лешочкиот Манастир. Да. Има многу други цркви и манастири. Да се вратиме на градот Охрид, најголем број на цркви во еден Да, има град. во Црквата Охрид. Канео. 365 Вау, цркви Да. по една за секој ден во годината. Но ќе оставам учениците тоа сами да го истражат. Шарена џамија. Шарена навистина е џамија ни прекрасна. говори дека од секогаш на тлото на Македонија живеела и муслиманска популација. Да. Најубавата џамија се наоѓа во градот Тетово, на десниот брег на реката Пена, од 15-тиот век. По што се разликува или зошто е уникатна? Самиот наслов, односно самото име кажува Шарена џамија, токму Да. така. Со надворешните сликарски декорации, внатрешни, Да. преубава. Секој мислам Да. дека ако има можност треба да ја посети. Да. Значи се наоѓа во Голема Тетово. туристичка атракција. Да. Од десниот брег на реката Пена. Археолошки наоѓалишта ги има многу во Македонија и во Да. светот нормално. Јас го издвоив Скупи, бидејќи е многу блиску до нашето училиште. Да. И нашите ученици најчесто во петто оделение го посетуваме, истражуваме. Археолозите таму многу ни помагаат и ги едуцираат учениците, тоа ние што не можеме да го направиме бидејќи нормално. Да, Тоа е тие се нивна стручни професија. во тоа, токму да. така, Тоа се археолози. Да. да истражат остатоци од минатото. Тоа е дел од што всушност е Скупи? Стариот град? Стар град Скопје. Скопје. Скопје? Да. 5+. Браво, Плюс Лука. фамилија. Фреско, сликарство, иконописи, копаничарство. Ова говори повторно за уметниците од нашето минато. Да. Има прекрасни фрески во црквите. Црквите, во манастирите. Да. Јас го издвоив дрворезот дрворезот, да. од Бигорскиот манастир, копаничарите, всушност со тлето на дрво, изработуваат дрворези, Да. кои што се Исклучително тешки за за работа и многу но се многу инспиративни. вредни. Да. Многу време мислам дека се прават. Да. Многу долго трае тој процес. Да. Иконописите се иконите што се во нашите цркви, а флескострикарството е византијска уметност која што се занимава со сликање на зид. Да. Одлично. Домашна задача. Домашна задача. Најбитната работа. Не сме тоа да се избегне никако. Учениците да го истражуваат нашето културно наследство и да изработат една книга со слики нашето културно наследство. Значи, што треба да прават учениците дома? На интернет, стари списанија, другарче, Росица, весници, ако се уште некој дома има од Има, малите, Па има и онлайн весници, може стари и на... книги, да. Може да испринтаат, да Да имаат испринтаат. принтер дома. Значи, цркви, џами, кај што манастири, па дури и природни убавини. Да. Се што може да најдат за нашето наследство на Бидејќи сега нема да им препорачаме да шетаат, но Да, кога тоа ќе не. помине сето ова, да се Може да посуди направат на план. план Може да каде направат план каде ќе прошетаат во нашата татковина. и што следно ќе Кога истражуваат. ќе заврши Да. сето ова, да. Сето. Јас имам еден совет, исто што го сватив од ова предавање денеска, за сите деца, бидејќи еве денеска научивме за разни традиции и разни култури, мислам дека треба да знаеме дека треба секој да се почитува, секоја традиција, секој човек, без разлика дали е различен од нас, дали има различни традиции, култури и различно наследство, треба да ги почитуваме сите и да се дружиме со секој. Ете, мој совет за сите Токму вас, така. и додека сте дома и кога ќе излеземе, кога ќе завршите тоа, да не дискриминирате, туку да прифаќате и да го почитувате секој. А знаеш Токму зашто така. е тоа така, Лука? Зашто? Бидејќи сите сме еднакви. Така е, сите сме еднакви. Одлично, ви И благодариме порака повторно, многу. седи дома. И седи дома. Истражувај ја нашата татковина. Да, и благодариме многу на часот. Благодарам Одиме на со еден вас. краток джингл и ќе продолжиме понатаму. Може?